Врховните суди 2 пати одлучили идентично, а Венецијанската комисија како да препишувала од нив. Многу се јасни и таа резолуција и комисијата. Вика, може да има опфат и после донесувањето на уставот. Арно, ама ако до тој степен се кршат човековите права, па да имаме затвореници политички, осудени за ова, осудени за она, затвори и така натаму. А ние на поединечен случај на 1 или 20 пат тоа е редна појава. Ова што се јавува сега, што комисијата по овој закон треба да лустрира, за мене не е спорно, секој може да си поведе кривична поставка пред надлежен орган. Како е тој орган, како дали ќе отвори со решение или ќе води поставка, тоа е друго прашање пак. До кој степен се нашите судови независни, самостојни да го прават тоа и да го чинат. Тоа е друго прашање. Ама да имаме прекршување на човековите права до степен за да ние лустрација. А знаете како? Утре ќе се смени власта. Тој рок ќе го продолжа. Ние како уставни суди сме одека пречката, односно заштитници на уставот, да му ставиме пречка на тоа. Ако не му ставиме на пречка, тогаш може да се претвориме во некаква комисија и да тераме до крај.